председателе, почитувани колеги, моето барање е точката со реден број 30, што е годишен извештај за работата на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија, да се премести погоре, односно да дојде на точка 21 од дневен ред. И зошто го барам ова? Бидејќи сметам дека е навистина важно да видиме како работи јавното предпријатие Македонска радиотелевизија, особено затоа што по едно од ретките исполнети ветувања на оваа влада, односно укинувањето на радиодифузната такса, која што беше многу важно да се укине, и еве се укина, да видиме што тоа направи и како тоа се рефлектираше на работата на Македонската радиотелевизија, која што за жал, според извештаите од претходните години, знаеме дека не го добива соодветно ветениот, односно загарантираниот буџет по закон и устав. И зошто сметам дека ова важно? Бидејќи тоа е единствен државен национален медиум во корелација со последните случувања во соседна Србија. Видовме дека образованието и медиумите се исклучително важни и влијаат врз развојот на младината, на децата, а знаеме дека за жал, образовната програма на Македонската радиотелевизија е се поневидлива и со се послаб квалитет, што се должи на несоодветното финансирање на оваа институција. Ако гледаме пошироко и ако видиме и гледаме дека медиумите влијаат врз младината, сметам навистина дека овој извештај не треба туку така да се помине низ собранието, туку треба да му се обрне поголемо внимание и да се види колку средства добива Македонската радиотелевизија, односно зошто се намалува образовниот сегмент на оваа единствена државна медиумска куќа. Затоа уште еднаш повторувам, барам точката 30, годишен извештај за работата на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија, да стане точка 21 и да видиме малце подетално дали укинувањето на радиодифузната такса, која што беше многу важно да се направи, реков, едно од ретките реализирани ветувања што ги дадовте, вроди со резултат на подобрување на квалитетот на Македонската радиотелевизија. Обратно, знаеме, но сепак да слушнеме. Ви благодарам.